Како да стекнеме здрави навики и да се одвикнеме од нездравите? Овој пат зборуваме за алкохолот. Колку е премногу, кои се ризиците и како да направиме промена доколку е потребно. Прекумерната консумација на алкохол не може да се смета само за лоша навика, слабост или отсуство на волја. Според СЗО, алкохолизмот е хронично заболување и се преземаат низа на акции за ширење на свесноста и се креираат одредени политики за спречување на негативните ефекти од алкохолот. СЗО го смета алкохолот за психоактивна супстанца со карактеристики кои создаваат зависност. Но тој се смета и за социопатолошко нарушување, односно нарушување кое зависи од социјалните односи во значителна мера. На годишно ниво, алкохолот директно придонесува за 3 милиони загубени животи, но веројатно е и сериозен здравствен проблем на многу повеќе милиони луѓе. Во тие милиони не спаѓаат само директните жртви на алкохолот, туку и нивните блиски од повеќе аспекти. Според проценките на СЗО, алкохолот е директно одговорен за дури 5% од сите болести, па така тој е значително терет и за здравствениот систем. Значи, алкохолот е ризик за блиските на уживателот, семејно насилство за здравствениот систем, оптеретување кое објективно може да се намали, но тој е ризик и за околината на уживателот, односно честа причина за сообраќајните несреќи. Ризиците за уживателите се бројни, од полесни до најтешки заболувања на црниот дроб, алкохолна интоксикација при преголеми количества испиено наеднаш, нервни заболувања, дигестивни заболувања, кардиоваскуларни, малигни, општо намалување на имуниот одговор и дури 200 други можни нарушувања и болести. Ризиците се и од социјална природа, разводи, изгубени блиски пријатели, губење работа, исклученост од заедницата и така натаму. Кога е премногу и кои се симптомите на алкохолизам? За мажите 4 чаши во една прилика и 14 на неделно ниво. За жените 3 чаши во една прилика и 7 неделно. Се над тоа се смета за ризично и треба да побарате соодветна помош. Симптомите кои можат да укажат дека имате сериозен проблем со алкохолот се следните. Често имате фокусирани мисли само на тоа како да дојдете до алкохол. Пиете сами, без друштво или рано наутро. По пиењето чувствувате некаква вина. Се обидувате да скриете дека сте пиеле. Се обидувате да направите ситуација која ќе подразбира пиење алкохол. Сте се обиделе да прекинете повеќе пати, но не успеало. Многу е важно рано да увидите дека го имате овој проблем. Тоа ќе овозможи помала директна и индиректна штета, но и полесно ќе можете да се откажете. Важно е да знаете дека многумина успеале во намерата да го остават алкохолот. И овде важат речиси истите совети како и при откажувањето од пушењето. Најпрво ви треба добар мотив, потоа точен датум кога планирате да престанете, поддршка од најблиските и отстранување на искушенијата од вашата близина. Секако, прекинувањето не мора да биде одеднаш. Може да се одвива и постепено. Затоа, исто така, корисни совети може да бидат и наоѓањето некакво хоби, пиењето поспоро, водењето дневник на денови во кои сте пиеле и колкави количини, барање начини за менаџирање на стресот кој би ги предизвикал кризите и така натаму. И овде особено важи препораката. Побарајте помош од стручни лица.